Почитувани, упат во службените компјутери на советниците, загрозување на приватноста и шиканирање на политичкиот противник. Вакви се условите за работа на нас советниците во Советот на општина Битола од СДСМ и коалицијата. Скандалот што го објавуваме пред цела македонска јавност мора да добие институционална разрешница. Налогодавачите и извршителите на овој чин да бидат најдени и казнети, а одговорност мора да понесат сите кои имаат обврска да го чуваат интегритетот на Советот на општина Битола. Службени компјутери советниците добивали во минатото, но прв пат се случува приватни фотографии на носители на функции во општина Битола да излезат на мониторите на повеќе советнички компјутери. Прв пат се случува нечи Facebook профил да се појави на туѓ компјутер. Затоа се сомневаме дека целата операција е раководена од еден центар. Општина Битола да не се обидува преку смешни соопштенија да го заташка случајот и да не продава приказни за мали деца во кои што не веруваат ни самите. Ако денес неизбрани функционери, во случајот советници, некој се осудува да им ги направи овие работи, тогаш што да очекуваат граѓаните утре? Најгрубо кршење на приватноста и на правата на граѓаните ДПМН режираше и во минатото. Дали ваквите дејанија се принцип на работа на ДПМН или се впишани во нивниот статут? Кога и да е на власт ДПМН, скандали го обележуваат раководењето на партијата и нивните функционери. Вашата неработа нема да ја сокриете. Ќе продолжиме секој ден да апелираме до институциите да го разрешат овој случај. Нема да дозволиме стравот и неизвестноста дали некој не следи или не упаднал во нашиот компјутер да се вратат во животите на граѓаните. Битолчани не заслужуваат локална самоуправа што не е способна да ги заштити правата на нивните избрани функционери во Советот.